Светски познатиот фотограф Фил Лампрон денеска имаше двочасовна работилница на паркот на Револуцијата со членовите на фотокино клубот од Прилеп. Тој дојде во Прилеп на покана на нашиот фотограф Христијан Конески. Лампрон истакна дека бил во градот под мрковите кули повеќе пати, кога бил дел од мировните сили на Обединетите нации од 2008 до 2012 година. All my work's been volunteer work, so Целата моја работа е волонтерска. Во мировните сили бев на волонтерска основа. Бев дел од Средина за човештвото во Македонија и повторно работам за нив. Исто така работам за Банка за храна од Македонија, но и за организацијата Види вака, која што се занимава со изработување на кратки видеа. Едноставно само волонтирам со своето време, обидувајќи се да направам нешто добро за општеството. Организирам клубови за фотографија во разни градови низ цела Македонија, кои што изработуваат работилници за фотографија. Пред 10 години живее во Македонија во период од 3,5 години, во повеќе градови, а сега се вратив повторно пред 9 месеци и живеам во Скопје. Лампрон потенцираше дека во Македонија и Прилеп имало многу талентирани и многу креативни луѓе. Некои од нив кои учествувале на неговите претходни работилници, кои што ги држал пред 10 години, денес истите изработувале феноменални фотографии. actually, you can see there's a lot of enthusiasm because you got a lot of people here. Може да забележите дека и тука владее голем ентузијазам, бидејќи има доста луѓе тука денес кои што работат заедно и се обидуваат да ги подобрат своите вештини како фотографи. Колку што другите учат од мене, толку и јас учам од нив. Значи едноставно правиме размена на знаења. Работиме заедно како тим. Обично почнувам да ги учам со основните работи, како да го наместат апаратот, композицијата, светлоста, која што е многу битна. Се обидувам да и вметнам идеја за тоа како да размислуваат кога прават една фотографија, со цел да бидат поатрактивни. Сите се индивидуални, секој има свој собствен стил, своја техника на фотографирање, па со искуството собрано во текот на годините, можеш да го препознаеш кој стил ти одговара. Што сакаш и што не сакаш, и едноставно го споделуваш тоа искуство. На прашањето кој е основниот критериум за добра фотографија, Лампрон вели дека едноставно треба да имаш пасија за тоа. Многу луѓе правеле одлични фотографии користејќи само мобилен телефон. I think 90% of it is the talent, 10% of the equipment. Again, 90% е талент, а 10% припаѓа на опремата. Како што кажав и претходно, може да направиш одлична фотографија само со мобилен телефон, која ќе биде исто толку добра колку онаа направена со професионален апарат. Се зависи од тоа како се припремаш и што сакаш да направиш. Навистина сето тоа е индивидуално. Има луѓе кои што имаат камери кои се премногу софистицирани, а кои не се воопшто добри фотографи, бидејќи едноставно ја немаат потребната пасија за работата. Можеш да бидеш добар со било која опрема, бидејќи опремата нема толкаво влијание колку што мислат луѓето. Лампрон вели дека едноставно ужива да работи со луѓето, а неговата работа не мора да биде поврзана со фотографијата. I enjoy working with people, so it doesn't matter if it's in photography. Многу сакам да работам со луѓето, кои што имаат иста пасија за фотографијата како што имам и јас. Тогаш можеме да размениме идеи и да креираме мрежа на контакти. Јас се уште имам контакти од моите клубови за фотографија од пред 10 години, со кои редовно контактирам и разменувам различни идеи до ден денес. Се што работам како волонтер е поврзано околу помагањето на луѓето и станувањето на дел од општеството. Прилеп е навистина убав град. Има доста можности да се прават различни работи. Луѓето само треба да си мислат како да бидат вклучени во нештата. А кога ќе се направи тоа, има можности без разлика каде се наоѓаш. Лампрон додаде дека повторно ќе дојде тука за да ги едуцира младите фотографи од Прилеп.